Македонија и во иднина ќе поддржува слободна, независна, демократска и суверена Украина, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова на пленарната сесија на самитот за мир во Украина. Во обраќањето претседателката оцени дека тековната војна во Украина не засега сите, бидејќи земјата е изложена на огромно човечко страдање и уништување, безбедносната архитектура на Европа е подзакана, а на глобално ниво животите на милиони луѓе се засегнати од тешките економски последици. As a sovereign nation, only Ukraine can decide for its own future. Second, a just peace must be rooted in the UN Charter principles of sovereignty and territorial integrity. Russia's attempt to acquire territory by force is a flagrant violation of basic tenets. When dangerous precedents go uncontested, they can turn into tolerated practices. Compromises with international law and principles can threaten European and even world peace and security. The only way to avoid this is to respect the UN Charter and the principles of international law without exception. Војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем, рече во кратка изјава пред почетокот на сесијата претседателката Силјановска-Давкова. Сите треба да помогнеме за да се најде соломонско решение, тоа значи праведно решение за Украина, решение што ќе гарантира постојан мир. Јас велам Кантов вечен мир. Еднаш мислам дека е крајно време, наместо да велиме никогаш повеќе и повторно да се соочуваме со војна, да се подсетиме на ноторниот факт дека Европската заедница настана како мировен проект и дека Европската унија, но и сите држави во светот имаат обврска да го чуваат мирот. Силјановска-Давкова на самитот остварила куси, но многу значајни средби со потпредседателката на Соединетите Американски држави Камала Харис, со германскиот канцелар Олаф Шолц, францускиот претседател Емануел Макрон, претседателката на Швајцарската конфедерација Виола Амхерт, но и со грчкиот премиер Киријакос Мицотакис. На средбата со Харис, претседателката се заблагодарила за континуираната поддршка на САД како наш стратешки партнер и нагласила дека очекува на тамошно зајакнување на билатералните односи помеѓу Вашингтон и Скопје. Инаку, дводневниот состанок за мир во Украина во швајцарското одморалиште Бургеншток се организира по иницијатива на украинскиот претседател Володомир Зеленски. Делегации нема од Русија и Кина, која доби покана, но не испрати свој представник.